финишираа активностите на проектот Под едно небо, кој општина Крива Паланка го имплементираше во партнерство со општина Дупница, Република Бугарија, финансирано од ИПА програмата за прекогранична соработка на Европската унија, кој имаше основна цел зачувување на природното и културно наследство и негово ставање во функција на развој на туризмот. Во рамки на предвидените проектни активности беше изграден нов асфалтен пат Крива Паланка, село Градец, до локалитетот кај испосницата на Свети Јоаким Осоговски во должина од 1 километар, а беше пробиен и тампониран останатиот дел од патот кој води до испосницата. Партерно е уреден локалитетот Испосница на Свети Јоаким Осоговски со ново изградениот трем и амфитеатар, а беше заштитена и испосницата на Светецот. Свеченото пуштање во употреба на патот и локалитетот не случајно се одржа на 14 септември, на верскиот празник Свети Симеон, кога локалното население го слави празникот на локацијата кај испосницата со народен собир. Во присуство на представници од Македонската православна црква, представниците од Министерството за локална самоуправа, од локалната самоуправа на Крива Паланка, од партнер општината Дупница, од заедничкиот технички секретаријат за соработка помеѓу Македонија и Бугарија, представници од мировниот корпус во земјава, други службени лица од општината и земјава, како и на голем број жители на селото, но и од општина Крива Паланка. Најпрвен, градоначалникот на Крива Паланка Арсенчо Алексовски, координаторот на проектот од бугарска страна Крум Крумов, заменик министерот за локална самоуправа Сашо Лазаровски, раководителот на заедничкиот технички секретаријат за прекогранична соработка Николај Дочев и председателот на местната заедница на село Градец ја пресекоа лентата, со што беше свечено пуштен во употреба новиот асфалтен пат. Председателот на местната заедница им се заблагодари за реализацијата на активностите кои го подобруваат живеењето на жителите од овој крај. Да ви заблагодариме што сте дојдени тука во нашето село за да го чествуваме празникот на Свети Јоаким Осоговски, испосницата која што се наоѓа во село Градец. Самиот локалитет кај испосницата на пустиножителот Свети Јоаким Осоговски, кој е партерно уреден, изграден е и трем, а местото има комплетно нов лик, најпрвен беше осветен со свечена богослужба, осветување на патот и локалитетот од страна на свештените лица од Македонската православна црква, кои потем крштева и вода. Свештениците ја истакнаа важноста на верата во Бога, која не одржува и чува од небиднини, а старешината на црквата и манастирот, протоиерей Ставрофор Добрислав Бошковски, рече дека секое парче земја е овде свето, зашто тука пустиножителствувал, се молел за нас и се уште му се моли на Бога светецот Јоаким Осоговски. По осветувањето на присутните им се обратија градоначалникот на Крива Паланка, координаторот на проектот од бугарска страна Крум Крумов и заменик министерот за локална самоуправа Сашо Лазаревски. А со оглед на дождливото време, културно-уметничката програма која предвидуваше монодрама во изведба на актерот Петар Темилковски и настап на фолклорниот ансамбл Културно-уметничкото друштво 8 октомври од Крива Паланка не беше реализирана според докрај зацртаните предвидени програмски активности. Присутните немаа можност да направат панорамска прошетка низ локалитетот, но судејќи по импресиите, ова духовно светилиште во иднина ќе биде честа локација за посета од страна на локалното население, но и од сите намирници и верници. Дождот не ги спречи верниците да останат под тремот каде се скрасија и да го прослават денот на светецот Симеон, а гостите заминаа во манастирот Свети Јоаким Осоговски. Градоначалникот на општината, задоволен од реализираното, ги покани сите кривопаланчани да ја посетат испосницата. Ако нашите предци може да се пофалат со тоа дека го направиле овој манастирски објект и кој е импозантен и на кој завидуваат многу и наши странски гости кои ќе дојдат, ние сепак направивме едно одбележување на испосницата, направивме едно убаво партерно уредување, направивме и пат до неа, ја доближивме до граѓаните. Мислам дека го одбележивме и нашето постоење во овој дел на градот, односно во овој дел на нашата општина. Денеска на моје задоволство и на задоволство на сите нас беше званично завршен овој проект и имавме една мала церемонија од страна на свештениците, осветувањето на истиот, така да тоа е еден успешен проект кој го завршивме и кој сите ние кривопаланчани можеме да се пофалиме. Имаме нов туристички локалитет на кој секој оној кој ќе има гости, кои ќе му дојдат покрај дека што ќе ги донесе во манастирот, ќе може да ги однесе и во онаа место каде што бил Свети Јоаким Осоговски, тоа е испосницата на Свети Јоаким Осоговски, како што рече свештеникот Добрислав Бошковски, светилиштето тоа е свето место. Ќе ги покарам како градоначалник сите оние кривопаланчани, добар дел од нив не отишле во
местото каде што е спосницата на Свети Јоаким Осоговски, да го посетат ова место, да видат, затоа што сепак ние сме тие кои прво треба да видиме и да си го промовираме она што го имаме. Да ги однесеме гостите, да се пофалиме со ова нешто исто како што знаеме да се пофалиме со манастирот, да ги однесеме тука и сите кривопаланчани треба да го посетат ова место. Заменик министерот за локална самоуправа Сашо Лазаревски рече дека Крива Паланка уште еднаш го потврди водечкото место во општините од регионот во имплементацијата на проектите од прекуграничната соработка, подобрувајќи го животот на населението, а ваквите проекти ги унапредуваат добрососедските односи и го популаризираат културно-историското наследство на земјава и регионот. Што значи реализацијата на проектите од ИПА програмата за општина како нашата и Министерството дали ги поддржува овие проекти и какво е вашето видување воопшто за проектот? Па сите овие проекти кои што се финансирани од ИПА програмата за прекугранична соработка на Република Македонија и Република Бугарија одат преку Министерството за локална самоуправа. Сакаме да поздравиме општина Крива Паланка и градоначалникот Арсенчо, значи за успешното завршување на овој проект и сите оние проекти со кои што може оваа општина да се гордее. Значи општината Крива Паланка е една од подобрите во учеството и добивањето на проекти во прекуграничната соработка, која што ние координираме. Сакаме да им посакаме да продолжат така и во иднина. Инаку значењето е огромно за населението, бидејќи на овој начин се подобруваат условите за живот на граѓаните кои што живеат во општина Крива Паланка, како и граѓаните во прекуграничните места и региони кои што живеат тука. Значи целта на ова е да се развијат добрососедските односи, да се подобрат условите за живот и да се зголеми соработката на граѓаните од Република Македонија и Република Бугарија. Инаку овие проекти се и затоа ги правиме во заедничка соработка со Министерството за регионален развој на Република Бугарија и Република Македонија. И во иднина ќе продолжиме така, сакаме да ги да им посакаме на сите оние општини кои што прават проекти и понатаму да аплицираат и што повеќе проекти да добијат. На овој начин тие со овие проекти се учат како да ги прават проектите, како да ги добиваат и понатаму да ги искористат сите оние средства кои што ќе ни бидат отворени како фондови во наредниот период. Уште еднаш ќе повторам дека Крива Паланка е една од подобрите општини која ќе станува збор за користењето на овие средства и правењето на проектите. И мислам дека општината Крива Паланка знае и добро за сега се справува и се надевам дека така ќе продолжи и во иднина. И партнерите од Бугарија, видно задоволни од севкупната соработка со локалната самоуправа на општина Крива Паланка, се истомисленици по однос на продолжување на успешната соработка и реализација на вакви и слични проекти кои го унапредуваат животот на населението од регионот, но и го промовираат и развиваат културно-историското и сакралното наследство на пограничните општини. Што представува техничкиот секретаријат и какво тело е во целокупната реализација на овие проекти? Што всушност е секретаријат? Значи, по програмата за прекугранична соработка помеѓу Република Бугарија и Република Македонија има неколку органа кои се вовлечени во управлението на програмата. Министерство за регионален развој во Българија е управувачкото тело, партниращи орган е Министерство за локална самоуправа од Република Македонија, а врската на нашиот секретаријат е техничката работа со имплементацијата на програмата. Day-to-day management, както се казва, което на практика означава следното. Секретарията спрема во работни версии пакетите за повиците за аплициране, после тоа правим информационни кампании за општините и невладения сектор, како да се спремат проектите, какви прашања имат, какви трудности со спремането на проектите, след което идва евалуацијата вече на проектите, която исто така се прави во Кюстендил. И след евалуацијата, след отлука на заедничкиот комитет за наблюдување на програмата, започва можеби најтешкиот дел, а тоа е именно имплементацијата на вече финансираните проекти. И таму е нашето место. Секретаријата има за обврска да подпомага бенефициентите со имплементацијата на нивните проекти, исто така и мониторинга врху имплементацијата. Мониторинг веќе сте извршили на повеќе проекти имплементирани во општина Крива Паланка во соработка со Република Бугарија. Како сте задоволни, ваше видување? Каде котира Крива Паланка во тие општини од Република Македонија во имплементација на вакви проекти?
Бих казал, че Крива Паланка не само за Република Македония, и за граничният регион, който е в България и в Македония, е една от най-добре подготвените, най-спремните общини за спремане на проектна документация, исто така и за имплементация на проекти. Доколко се сетявам, мислим за сите повици от стартирането на старата програма от 2005 годината до сега, община Крива Паланка няма повик во кој да не добива проект. Така за мен е удоволствие да работим с такава община. Наскоро, дали некој веќе аплициран проект ќе се реализира повторно во нашата општина? Мисля, че некаде от почеток на ноември ќе има можност да се аплицира по третиот повик, кој ќе биде и последен за програмата за прекогранична соработка во период 2007-2013. Така тогава вече ќе видим во кој правец би се ориентирала общината. Би могла да надгради некој вече завршен проект, а би могла да реши и в зависимост от можните сфери за аплициране да направи нещо ново, да аплицира и за нещо ново. Разговараме со господин Крум Крумов, координатор на проектот Под едно небо во општина Дупница, Република Бугарија. Најпрво, како сте задоволни од она што е направено во Крива Паланка во проектот Под едно небо? Изключително много е постигнато и в район, в който културно-историческото наследство е богато, добре развито и това едва ли не улеснява достъпа към религиозни обекти на територията на општина Крива Паланка. Така. Што се беше направено во рамки на проектот Под едно небо во општина Дупница заедно со соработка со општина Крива Паланка? В община Дупница, за община Дупница конкретно беше планирано доставка и монтаж на хардуер и софтуер за ГИС системи. Това са прословутите географски информационни системи, които на практика дават достъп през интернет, през веб мрежата до всички културно-исторически обекти на територията на двете общини Крива Паланка, респективно Дупница. Това, както и от своя страна, представлява един елемент за популяризиране на това наследство. Заеднички тим од страна на Република Бугарија и Република Македонија работеше на истражување на сакралното наследство на територијата на двете општини. Во иднина се очекува уште до финиширањето на сите активности да се издаде и книга, прирачник за сите културно-историски сакрални знаменитости на двете општини. Да. Точно така. Екип работеше в тази посока, бяха ангажирани и специалисти от двете страни на границата, които се свършиха добре работата и сега наистина очаквам само да бъде издадена книгата. Така, како сте задоволни воопшто од целокупниот проект, реализацијата, неговата имплементација и како течеа сите активности? Дали сте задоволни и дали соработката продолжува? Разбира се, както казах и горе на обекта, който е част от дейностите по проекта, нашето партньорство се превърна в приятелство, така че ние работим съвсем леко и си помагаме взаимно. Проектот Под едно небо започна да се реализира во мај 2011-та, а вкупната вредност на истиот изнесува 296.594 евра. Несомнено, со изградбата на патот и партерното уредување на испосницата на пустиножителот, Крива Паланка ќе има уште еден локалитет каде ќе ги слави подвизите и чудесата на светецот, закрилник на градот Свети Јоаким Осоговски.